Загревањето на домаќинствата, сообраќајот, прашината, индустријата, а особено согорувањето на фосилни горива се главните виновници за загаденоста на воздухот. Ова беше истакнато на првата научна конференција за аерозагадување, каде граѓанскиот и академскиот сектор разменија мислења за тоа како да се намали загадувањето во Македонија. Истражувањата кои што ги спроведовме на следење на состојбите со загадување на животна средина во Македонија најмногу се однесуваат на загадувањето на животната средина со тешки метали. Индустриските активности, урбаните активности во Македонија се најголемите извори на загадување со тешки метали. Но кога зборуваме за загадувањето на воздухот во Република Македонија, секако најголеми извори на загадување представуваат согорувањето на фосилните горива. Било да се тоа контролирани или неконтролирани. Ако зборуваме за неконтролирани, мислиме за согорување во домаќинствата пред се, но ние имаме и неконтролирано согорување и на депонии. Загадувањето може да предизвика многу болести, меѓу кои најголемо негативно влијание има врз респираторниот систем, а може да предизвика и рак на белите дробови. Според проценките од студијата на Светската банка во Македонија, 1100 луѓе годишно умираат како последица на аерозагадувањето. Затоа, во период кога загаденоста на воздухот достигнува до 20 пати над дозволеното, од Министерството за животна средина и просторно планирање препорачуваат да се користи јавниот превоз, односно возилата да не се користат без поголема потреба и повеќе лица да се возат со едно возило во исто време, да не се користи за затоплување на простории прегорено отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел, стиропор, пет амбалажа, парчиња гума и било каков синтетички материјал и правилно да се користат печките за дрва. Од Министерството за здравство и од Институтот за јавно здравје на Република Македонија препорачуваат да се ограничи движењето и активностите на отворен простор на најранливата популација, децата, старите лица, болните од хронични болести на белодробниот и срцевиот садовен систем, со посебен ризик за болните од белодробна астма, но и за лицата кои својот професионален ангажман го обавуваат на отворен простор во загадените зони на градот. По Бугарија, Србија и Црна Гора, Романија и Унгарија, Македонија е на 5-то место по смртност од загадување на воздухот од PM10 честички во Европа.